Ова е реклама на Министерството за образование од 2009-та. Се фалат со новата подпрограма на владата за опремување на лаборатории во високообразовните и јавните научни установи. За подобрување на научно-истражувачката инфраструктура, започнавме со реализација на програмата за опремување на лабораториите на државните високообразовни установи и јавните научни установи. Со оваа програма ќе бидат издвоени 60 милиони евра за опремување на лабораториите на овие установи. Ќе биде набавена опрема за определување на наркотици во микротраги за Институтот на судска медицина, за квалитетно и европско високо образование. Напредок во науката. Министерство за образование и наука на Република Македонија. Цели 60 милиони евра до 2020 година предвиде Министерството за да им помогне на универзитетите и научните институти да се осовременат. Веста во образовно-научните кругови беше примена со восхит, конечно вистински, а не импровизирани или никакви лаборатории. Во 2010-та од страна на Министерството се одобруваат и првите апликации за набавка на лабораториите. Овие снимки се направени неодамна или во февруари годинава. Министерот за образование во друштво на високи функционери од МВР и премиерот присуствува на свечано пуштање во употреба на нова форензичка лабораторија за компјутерски вештачења. Но зошто Министерот за образование отвора лаборатории во друштво на функционери од МВР? Одговорот го дава соопштението на страницата на полицијата. Денеска во оделот за криминалистичка техника при Министерството за внатрешни работи беше промовирана нова форензичка лабораторија за компјутерски вештачења, која благодарение на издвоените 4 милиони денари во рамки на проектот на владата на Република Македонија за опремување на научно-истражувачки и апликативни лаборатории, беше опремена со најсовремена техника. Или, ваква современа лабораторија требаше да биде инсталирана на Факултетот за безбедност. МВР не е ниту научна, ниту високообразовна институција, за какви што се однесува повикот на владата. Од тука следи и добро прашање, зошто МВР ќе го користи универзитетот за да набави опрема, кога можат и самите да го сторат тоа? И каде завршила опремата? Се почнува кога новото раководство на Факултетот за безбедност во 2012-та открива дека во рамки на проектот на владата тие аплицирале за опремување на 3 лаборатории, информација со која не бил запознаен поголемиот дел од наставно-научниот кадар. Станува збор за опремување на 3 лаборатории, од кои што едната е електронски микроскоп за форензичко вештачење, вториот тип на опрема за втората лабораторија е автоматизираниот систем за регистрација на траги од папиларни линии или популарно АФИС, и третата лабораторија, односно опремата за третата лабораторија се компјутерски хардвер и софтвер, во многу подсегменти објаснен во одлуката со перформансите на компјутерската техника, но во кратки црти тоа е опрема за пресретнување на електронските комуникации. Како тази именуван продекан за настава, професорката Фросина Ременски тогаш првпат, сосема случајно при подготовка на документи за акредитација на нова наставна програма за која биле потребни лаборатории, увидела дека на факултетот воопшто нема информација дека било кога таква опрема била доделена во рамки на повикот на владата и дека таа пристигнала на факултетот. Стоело кусо објаснување дека веднаш по доделувањето опремата била предадена во владение на МВР. Зошто никој не знаел за опремата, која сигурно би била голема вест на универзитетот, имајќи ги во предвид условите во кои работат. Зошто установата која нема своја лабораторија би ја давала новата опрема на МВР. Како се случило примопредавањето и каде се документите за тоа? На факултетот не стигнала ниту една опрема, тоа го констатира и посебна комисија која што имаше обврска да ја утврди фактичката состојба по информации, по барање за пристап до информации од јавен карактер од Transparency International. Ние констатиравме дека нема документ за примопредавање на опремата, која што ние сме ја добиле на 29 мај минатата година, а сме имале обврска да ја примиме и да ја инсталираме. И нема документ за примопредавање помеѓу Факултетот за безбедност и Министерството за внатрешни работи, што и обврска од одлуките на влада,
што говори за токму таа нетранспарентна постапка, но и зборува за сомнежите што се јавуваат кај сите познавачи на оваа ситуација, дека реално се поставува прашањето дали воопшто опремата е таму каде што е. Новото раководство започнува да ги бара одговорите. Комплетната документација за случајот му се предава на ректорот на Битолскиот универзитет, кој им ветува дека по празниците во февруари 2013 ќе види што се случува. Раководниот тим останува шокиран кога наместо истрага тие се суспендирани со одлука на Сенатот. Деканот на факултетот на 15.3 беше суспендиран од ректорот со образложение дека не постапил по е утврдена незаконитост во работењето, дека факултетот немал согласност за изведување на високообразовна дејност на двајца професори од судска медицина кои што ја покриваат наставната и предметна програма од судска медицина, иако ние тоа го имавме. Добивме решение според кој што требаше да постапиме во рок од 8 дена. Факултетот постапи во рок од 2 дена од добивање на решението, но во тој период од 8 дена ректорот очигледно избрза во постапката и донесе одлука за суспендирање на деканот, со тоа и на продеканите. Во таа постапка на жалба по одлуката од 30 дена, која што траеше до 8.4, до наредната седница на Сенатот на универзитетот, не успеавме реално ништо да направиме и да ги соочиме членовите на Сенатот со неоснованоста на одлуката на ректорот. Просветниот инспекторат не го направи навреме контролниот инспекцијски надзор во кој што требаше да констатира дека реално ние сме постапиле по сите точки од решенијата. Да биде иронијата поголема, контролниот инспекцијски надзор се направи на 9.4, односно ден по донесување на решение за разрешување на деканот од страна на Сенатот. Ние записникот го добивме во кој што се констатира дека отстранети се сите укажувања од решението од просветната инспекција, но тоа записникот од контролниот инспекцијски го имавме постфестум, односно во периодот кога тој не можеше да ја има таа правна сила. Професорката Ременски тогаш решава да побара правна помош од Канцеларијата за правни совети на невладината Транспарентност Интернешнл Македонија. Сомнежите почнуваат да се потврдуваат. Првим почнавме од анализа на правната рамка, она што рековте, што всушност е правна основа за тие постапувања. Ги имавме во предвид и законите за јавни набавки, но исто така и законите за универзитетот, односно Законот за високо образование, поставеноста на универзитетот, поставеноста на Министерството за внатрешни работи и нивната взаемна комуникација, имајќи ја предвид автономијата на универзитетот и сето тоа постапување, дали може да се префрла имотот од универзитетот на една институција во владата, па нека е тоа и Министерството за внатрешни работи, и дали сето тоа може да се прави воопшто, и ако се прави, во каква постапка треба да се направи. Следат преписки со инволвираните институции преку барање за слободен пристап до информации. Роковите не се почитуваат, па дури по интервенција и жалби до надлежната комисија, следат дел од одговорите кои ги бара транспарентност. По нашата жалба добивме преку ректоратот известување кое што е доставено од Факултетот за безбедност како членка на Универзитетот Свети Климент Охридски од Битола, кое што известување го доставил факултетот до ректоратот, од кое што известување многу убаво се гледа дека такава опрема никогаш не била предадена, односно не била во владение на Факултетот за безбедност, дека не постои договор за предавање на таква опрема во Министерството за внатрешни работи. Значи, тоа е потврда и доказ дека такво нешто, односно дека по тој тендер, дури ако добиле лаборатории, никогаш не биле истите предадени на Факултетот за безбедност. Од друга страна пак, од Министерството за внатрешни работи
Добивме одговор дека таквата опрема е предадена и дека за тоа постои договор. Значи, сосема контрадикторни одговори. Ние сега побаравме и од Факултетот за безбедност, и од Министерството за внатрешни работи, и од Генералниот секретаријат, и од Министерството за образование, сите да ни достават документи што имаат во врска со ова, односно со жалба преку Комисијата за пристап до информации го подсетуваме Министерството за внатрешни дека ние баравме всушност да ни ги достават договорите и документите за примопредавање, за да ги видиме дека тоа навистина се случило. Главното прашање е дали таа опрема било кога пристигнала на факултетот со оглед на фактот дека според претходното раководство и дел од наорите на транспарентност не постојат пишани докази за тоа и дали уште од почеток намерата била наместо за факултетот да се бара опрема за МВР, кои како такви не ги исполнувале критериумите на повикот. Па мислам дека идејата и воопшто не била примерно да дојде на факултетот. Целата обреба со самиот факт што се прескокнати сите фази во аплицирањето за опремата на владиниот конкурс за опремување на лаборатории за државните универзитети и високообразовни установи и се сомневаме дека воопшто е направена проценка што воопшто му треба на факултетот. Самиот факт што целата постапка за утврдување на потребите од форензички лаборатории не поминала во органите на факултетот, во организацијските единици, катедрите на 5 катедри што ги има факултетот за безбедност и органите на факултетот, деканатската управа и наставно-научниот совет како највисок орган, фактот дека во подготовка на елаборатите и на тендерската спецификација учествувале мал број на луѓе, не било поделена тоа со наставниот и со работничкиот кадар на факултетот, зборува дека проценката за потреба на опремата не е правена за факултетот, туку за Министерството за внатрешни работи. Се постапило незаконски, тоа е очигледно веќе, затоа што некој тврди дека нешто се случило, а тоа нешто не се случило. Се поставува прашањето дали воопшто е набавена таа опрема, што се случило со средствата од тој тендер, ако е набавена таа опрема каде се наоѓа. Факултетот за безбедност очигледно не ја видел и не ја добил, Министерството вели дека ја видело и ја добило, ама за тоа треба да покаже одредена документација, но факт е дека многу лица кои што биле вклучени во ова, ја ги повредиле законите, ја злоупотребувале својата службена положба, постапувале несовесно во рамки на своето службено работење, иако имале законска обврска да ја штитат законитоста на работењето на институциите. Биле вклучени тука поголема група на луѓе, се разбира, ова не може да се направи еден сам, но иако биле вклучени поголема група на луѓе, не биле вклучени тие што треба. Значи, не се спроведени постапките согласно Законот за високо образование и согласно актите на Факултетот за безбедност. Професорката Ременски со помошта на транспарентност продолжува да ја бара правдата. Кривичната пријава е стасана до обвинителството. Во меѓувреме, студентите вежбаат во импровизирани лаборатории, а граѓанскиот сектор трага по софистицираната опрема за пресретнување на електронските комуникации.